Почитувани, со денешната пресконференција сакаме да упатиме загрижувачка порака дека наметнатата игра во која расколникот Вранишковски наводно бега, а властите Божен го гонат, представува опасна авантура. Ова му овозможува на Вранишковски и понатаму слободно да го спроведува своето субверзивно дејствување врз Македонската православна црква, која е еден од темелите на државноста и вековен чувар на идентитетот на македонскиот народ и македонската држава и главен столб на македонското обстојување. Дотолку повеќе, во случајов не се работи за било кој, туку за еден расколник, отпадник и шпиун на соседна разузнавачка служба, кој работи на разнебитување на македонската нација и црква. Меѓутоа, вината за ова треба да ја бараме на домашен терен, кај нас во Македонија. Денес ќе презентираме само два факти кои јасно покажуваат дека токму во Македонија некој сака со Вранишковски да продуцира дворски игри. Имено, пред 2 дена слушнавме дека битолската полиција му ја одзела патната исправа на Вранишковски при обид за излез од државата на граничниот премин Меджитрија поради постоење на осудителни пресуди. Меѓутоа, внимавајте добро, претходно токму битолската полиција му издава на Вранишковски патна исправа од број 19041171. Што е поинтересно, покрај издадената патна исправа, битолската полиција дури и го наоружава Вранишковски со тоа што му издава и одобрение за пиштол марка Берета 9 мм. Според законот, кога постојат кривични постапки и пресуди, патна исправа не се издава, туку напротив се одзема, а за одобрување на пиштол и не се помислува, а камоли да се издава, оти при кривично правен погон во никој случај не може да се поседува оружје. Го повикуваме министерот во МВР Спасовски да ја објасни на јавноста како битолската полиција му издава на Вранишковски патна исправа и пиштол во време кога против него постојат кривични постапки и осудителни пресуди, иако во таков случај, согласно законските прописи, патна исправа и пиштол не се издаваат, туку се одземаат. Односно министерот Спасовски да постапи согласно своите надлежности и да ги расветли овие штетни игри не само за МПЦ и за народот, туку и за државата. Народот очекува разрешување на дилемата дали овие задкулисни сценарија се резултат на некои отуѓени центри вон контрола на државните органи или пак станува збор за свесна активност. Одговор мора да има. Поседувањето на пасош и пиштол ја разоткриваат играта во која Вранишковски Божен бега, а властите Божен го гона. Ви благодарам.